Заглавени милионски тендери, катастрофална патна инфраструктура, заглавена изградба на железничката пруга кон Бугарија, се само дел од тешките задачи кои стојат пред новиот министер за транспорт како последица на недомакинското работење на претходната влада. Александар Николовски, веднаш откако ќе биде избран на позицијата, започнува со силна посветеност и работа за Македонија да доживее инфраструктурен бум. Вели дека е свесен дека треба да раководи со еден од најтешките сектори, но е подготвен за предизвикот. Според Николовски, ситуацијата со транспортот во Македонија е таква затоа што во минатото на државата и недостигало добар проектен менаџмент, квалитетни луѓе на вистинско место, а наместо нови километри имало премногу криминал и корупција. Три приоритети имам стартно. Прво е довршување на експресниот пат Прилеп-Грацко, каде што се отвара Централна Македонија и Пелагонија кон остатокот од државата. Тоа е и мојата четврта изборна единица. Второ, довршување на автопатот Охрид-Кичево, како символ на неспособноста на претходната власт, но исто време и како еден од најзначајните инфраструктурни проекти за цела држава, имајќи преди значењето на целиот тој регион и на Охридското езеро како најзначајна туристичка дестинација во Македонија. И третиот проект е изградба на браната Отиња во Штипско. Сериозен предизвик за новиот министер ќе биде договорот со турско-американскиот конзорциум Бехтел и Енка, на кој пара встави минатата власт во последната година од мандатот, а освен што се одлеа милиони од државната каса, на терен нема речиси ништо од планираното. Николовски вели дека има простор да се репреговара за Македонија да го добие најдоброто што може од веќе подпишаниот договор, односно за парите кои се веќе потрошени, државата да добие најмногу што може километри патишта. Јавноста знае дека сериозни средства владата претходна на СДСМ и ДУИ веќе префрли на Бехтел и Енка и мислам дека би било недомаќински, нечесно кон граѓаните да сега не одиме кон било што друго, освен кон продолжување на проектот, затоа што пари се веќе потрошени. Но оно што можеме дефинитивно да го направиме, да видиме кои се цените, на кој начин се предвидува да се работи, кои се проектите и дали граѓаните можат да добијат повеќе од она што беше планирано претходно, а сум сигурен дека можат и ќе добијат повеќе од тоа што беше планирано. Болка на македонската инфраструктура е железничкиот сообраќај. Николовски вели дека има амбициозна агенда во овој дел. На врвот на приоритетите е завршување на втората фаза на пругата кон Бугарија. Трето е започнување и се надевам завршување на третата фаза од пругата, што треба практично да ја донесе македонската пруга до границата со Бугарија и потоа да се споиме со нивната железница, што ќе значи отварање на Црното море за македонското стопанство и на пристаништата кои што се таму, рехабилитација на коридорот 10, тоа е Куманово, Скопје, Гевгелија. И мојот најамбициозен проект, почнување во овој мандат и завршување на проектирање, се надевам во следниот и изградба на брза пруга, која што тој со 200 км на час за патници и 120 км на час за карго сообраќај, која што би требало да оди Куманово, Скопје, Солун. Александар Николовски ќе биде и заменик председател на владата, каде ќе има влијание и врз процесите кои политички ќе се одвиваат во земјава. Инаку тој е долгогодишен член на ВМРО ДПМН, покрај пратеник во собранието, важи и за меѓународно активен политичар и е дел од Советот на Европа, каде беше известувач за повеќе изборни процеси. Во делот на исполнување на врските што државите ги имаат преземано кон Советот на Европа, пред се во делот на почитувањето на основните човекови права, владење на правото, борбата со криминалот и корупцијата, изборните реформи, како и воспоставувањето функционална правна држава.